споменавте дека договорите се уште се на сила. Што значи тоа? Ако државата платила до сега, дали и вашата влада ќе плаќа за едно работно место се уште во рок, кој тој временски рок? Наредните 10 години ќе се плаќаат? Значи со овие 25 компании се уште имаме активни договори како држава. Значи нема сега наша влада, туѓа влада. Овие договори, како што кажав, ќе се испочитуваат во целост. Значи сите обврски кои што се преземени кон компаниите на странските инвеститори во Македонија ќе се испочитуваат во целост. Тие ќе продолжат да работат и се разбира ќе ги користат бенефициите кои што ги користеле и до сега. За новите мерки во наредниве денови ќе добиете попрецизна информација. Може ли да се каже која Полека само, додиме поред. Иле? Која компанија колку пари земала? Не можеме да одиме со специфични податоци, меѓутоа договорите се декласифицирани. Вие сте новинари, мислам дека знаете што е пораката. Маја? Освен што рековте дека е направена финансиска штита, дали вие како влада ќе побарате и кривична одговорност или дали има сомневања дека е сторена кривична одговорност? Значи, ова е првиот дел од анализата, вториот дел од анализата ќе биде во наредниве денови. Се разбира дека оваа анализа во моментов се представува пред целата македонска јавност, ќе ги добиете сите информации, се што ќе произлезе како заклучок од анализата, се ќе биде доставено до македонските правосудни органи. Полека, сите ќе прашаме. Полека. Господине Бошњаковски, владата, претходната влада, владата во заминување која беше, имаше подпишано и неколку договори. Еден од тие договори е изградбата на новиот клинички центар Мајка Тереза. Дали тие договори ќе се почитуваат? Дали мислите и на тие договори? Оваа пресконференција се однесува на странските директни инвестиции. Ова за кое што прашувате ќе треба дополнително да проверам и да ви доставам точна информација. Дали овие податоци ги добивте само врз база на анализа на договорите или имавте и директни средби со странските инвеститори каде што тие ви може би откриле дополнителни податоци кои што еве не содржале во договорите или во интерес на вистината? Значи ова е неколку пати повторено, еве да го повторам уште еднаш. Имаме еден базичен договор и тоа е првиот договор кој што е јавен, кој што се однесува на даночните олеснувања и царинските олеснувања. Тој договор бил јавен, го подпишувале сите. Овие договори кои биле класифицирани, за некои компании се втори договори, за некои се втори и трети договори. Овие договори ги преговарале, ги договарале и како што слушнавте, видовте, ги подпишувале и ги класифицирале. Странските инвеститори, компаниите, во неколку наврати имаа јавни настапи, односно состаноци и со вице-премиерот Андјушев, и тие се запознати со се ова денеска што го презентираме. Рековте 25 компании. Колку од овие 25 компании имаат се уште активни договори и колку од тие компании во наредниот период ќе треба да им ги давам истите овие бенефиции? И според мене е сулудо 11.000 евра да се дава по еден вработен. Дали може би треба да се направи некаков пресек, да се ревидираат податоците евентуално со оглед на тоа дека фрапантни се бројките? Пресекот е направен. Заклучно со мај 2017 овие се бројки кои што денеска ги презентираме. Колку точно компании имаат договори, ќе биде податок кој што ќе биде дополнително доставен до целата македонска јавност. Меѓутоа, некои од парите, посебно тие што се дадени за инфраструктурни трошоци, тие се дадени. Тие се внесени кумулативно во севкупнава бројка. 11.000 евра е во просек, што значи и тие пари се во тие 11.000 евра. Обврските кои произлегуваат понатаму, допрва ќе видиме во колкав обем се, меѓутоа мораме да бидеме најасно. Два пати кажав, сега кажувам по трет пат. Оваа влада ќе ги испочитува сите обврски во целост кон странските директни инвестиции во Република Македонија. Од 20.000 вработувања, колку од нив се нови вработувања, а колку се преземени од актуелните македонски компании? Поголемиот дел, тоа е формулацијата, за жал не можам да ти дам точна попрецизна информација, проверете се, има истражувачко новинарство, имате агенција за вработување, проверете, слободно работете, има милион теми новинарски кои произлегуваат од оваа пресконференција. Меѓутоа, мнозинството, поголемиот дел, се преземени работници
од македонското стопанство. Значи не се ново креирани вработувања. И се работи за бројка од 20.000. Вратете се наназад, кои бројки се комуницираа со јавноста дека се вработени. Точно. Работници кои работеле во македонското стопанство, кои што биле во редовен работен однос. Не се ново вработени кои што биле вработени преку агенцијата за вработување. Мнозинството, има и такви, меѓутоа мнозинството. Нина? Значи, јас малце задоцнив, меѓутоа вака сега вчера премиерот кажа дека од тие околу 225 милиони евра што се средства дадени за странските инвеститори, дел се оправдани, дел се неоправдани. Значи, дали има можеби некаква таква класификација до сега направено, колку се од овие средства оправдано дадени, а колку неправедно? Тоа што го правиме во моментов, тајното го правиме јавно. Ви ги даваме податоците. После оваа пресконференција ќе добиете 2-3 табеларни приказа на трошоците, на парите кои што ги најдовме, како се трошени и зашто се трошени. Слободно ќе можете да ги толкувате, бидејќи математички се многу прецизни и јасни. Специфична класификација во насока на која што прашуваш, Нина, не постои од оваа анализа, имајќи во предвид дека оваа анализа е првиот дел, следува втор дел со нови бројки, кои што уште сега можам да ви најавам се од посебен интерес за вас медиумите. Ова ќе биде наскоро. Дали имате направена анализа колку се бенефитите овие? Следува таа анализа. Тоа што во моментов е направено како анализа е таа сумирана бројка. Дека Република Македонија за 20.000 вработени потрошила 11.000 евра по еден работник. Ова што го барате следува ќе биде доставено дефинитивно и објавено јавно. Може нели Ајде, во ред. Васко? Чекај, момент, микрофонот, одиме во живо да ги испочитуваме. Моето прашање беше дали имате информација во однос на платите, доколку 11.000 евра биле потрошени за едно работно место, колкава била просечната плата на тие вработени таму? Просечните плати, знаете, Да мнозинство... го споредиме таа бројка, да речеме, со платата што ја земат. Не сум сигурен дека може да правите такви економски математики од тој тип. Бидејќи оваа бројка од 11.000 евра е кумулативна и таа е во просек. Сите овие пари, кога ќе се поделат на 20.000 вработени, испаѓа 11.000 евра. Колегата од Инфомакс, повелете, без нервоза. Кажевте 1000 по работно место и 11.000 по работно место. Малце конфузно за тоа што 1000 евра по работно место се добивани на нашите компании. 11.000 е нелогично и нереално. Значи, за тоа нема од прилика кажувате нешто. Немаме никакви образложенија за истото. Од 100 евра до 3000 Микрофонот малку погоре само да ве слушнат сите. Од 100 евра до 3000 евра за обуки. Тоа го плаќаат компаниите, не државата. Даночно ослободување од 69 милиони, па работат во индустријските зони, каде што се ослободени од даноци. Од овие цари. Добро. Тоа е толку или уште нешто? Истите овие прашање дали имате, ве молам, конкретно прашање, конкретно ќе ви одговорам. Дебата можеме после пресконференција да имаме. Бидејќи разговарале со Аѓушев, најверојатно разговарале за истите работи, дека Јалјушев ги има добиено истите привилегии за неговите вработени. Значи, работите кои што ги кажавте се тотално погрешни и неточни. Дозволете ми да ви одговорам. Значи, 5 милиона евра, оваа бројка е точна и прецизна, се исплатени на име обуки на секоја компанија од буџетот на Република Македонија. Некои компании
добивале 100 евра по работник, некои компании добивале 3000 евра за обука по работник. Ова е така како што го кажувам. Тоа е еден елемент. Дозволете, ве изслушам. Провериме која компанија колку Ама ќе ги добиете податоците. Сега само јавно ги кажуваме. Ние апсолутно ништо не криеме. Ние, напротив, ние ги декласифициравме податоците, за да ги има цела македонска јавност. И вие, за ваш интерес се работи. Дослушајте ме да ви одговорам, може? 1000 евра биле плаќани пари кеш од буџет на Република Македонија на компании за креирање на работно место. Но некои од овие компании добивале и по 11.000 евра. Не постоеле критериуми, ви кажав. Да не навлегуваме во дебата. Не, инфраструктурата се дополнителни 10 милиони евра во кеш. Ќе ја видите, ќе ги добиете сите податоци, ќе ви ги дадеме 3 табеларни прикази имаме, ќе ги имате. Добро, и даночното ослободување? Тука нема ништо нејасно. Даночното ослободување се пари кои можеле, но не влегле во буџетот на Република Македонија. Тоа не е спорно. Уште вака, 20.000 рековте работници се превземени од македонското. Не реков така. Реков дека мнозинството од 20.000 се преземени работници. Добро, 19.900. Не реков така. Во македонското стопанство најверојатно се вработени други луѓе, пошто бројката се намалуваше на вработени. Тоа ве упатувам дека сте добри истражувачи, како новинари, проверете со Агенција за вработување, ги имаат сите бројки, ќе ви ги дадат. Може, момент само, поред да одим. Дали има најава дека некој од овие странски инвеститори ќе се замине по истекот на субвенции? Не. Во моментов нема. Верица, ве молам, поред, кренете рака. Бидејќи рековте дека договорите се во тек, колкава е најголемата рочност на договорите до која ќе треба владата да исплаќа субвенции? Договорите се на 10 години. Верица? Микрофонот, одиме во живо. Само уште едно дополнување, што со оние компании, односно странски инвеститори кои почнаа да работат па си заминаа? Дали по нив има превземено мерки, например таква беше Продис? Мерки во смисол? Мерки во смисла користеле државна помош, ветиле дека ќе вработат они само еден краток период и заминале од државава. Што со таквите компании, односно не го испочитувале договорот? Знаете дека за компаниите важи Законот за државна помош, за сите други правни работи, како и секое правно тело во Македонија важат постоечките македонски законски регулативи. Во оваа анализа се внесени сите кои што влегле. Специфично ќе те замолам после пресконференцијава да се обидеме да го добиеме одговорот на твоето прашање и тоа да го формулираме многу прецизно. Добро, јас сакам да прашам едно прашање, во смисла, рековте неколку пати повторивте дека владата ќе ги почитува договорите што се со ние на компанија, тоа значи дека не размислува да прекине некој договор ако е толку штетен со некоја компанија? Штетите во моментов ги сумиравме. Тие се направени, тоа што кажав, дека продолжувањето на овие договори, големите трошоци, инфраструктурни, се веќе направени, веќе се зад нас. Промоцијата, односно третиот столб, како се трошеле буџетските пари за привлекување на странските инвеститори, ќе биде дел од наредната пресконференција. Тие, владата на Република Македонија, целосно ќе ги прекине. Значи, најголемиот дел од овие 225 милиона влегуваат во наредната пресконференција. Одговорот на вашето прашање ќе биде тогаш многу јасен. Наташа? Ајде да завршиме прво со темата, Наташа, ако имаме. Ќе те замолам. Ајде, повелете. Дали се точни информациите дека ПУИК тројно ги зголемил цените за изнајмување на арената Филип II? Ќе проверам, ќе ти одговорам во текот на денот. Во моментов не знам. Дека излегува одредени информации за 35, да, по спортски портали. Ќе проверам и ќе ви одговорам. Дефинитивно, мислам, ќе ви одговориме како влада. Или можам да ви упатам и на ПУИК. Ме интересира дали по 11.000 евра по вработен има уште владата да плаќа или остануваат некои други делови од договорот што треба да ги плаќа владата? Вака.
да ја објасниме уште еднаш сумата која што ја кажав. Во просек 11.000 евра по вработен. Значи, тоа е сума заклучно со анализата направена со мај 2017, каде што имаме една конечна бројка од 225 милиони евра, колку што не чинеле. Значи, 225 милиона евра, нешто над, не чинеле овие директни странски инвестиции. Кога ќе ги поделиме со добиените вработени од 20.000 евра, 20.000 вработени, ја добиваме сумата од 11.000 евра. Така е добиена таа сума со цел да имате поедноставна комуникација со јавноста. Таа сума не е врзана, значи нема да се зголемува или да се намалува и така. Момент, микрофонот. Дали во договорот постои клаузула, значи да вработи во првата година 50, во 10-та година 1000 вработени и тие 1000 вработени, за тие 1000 вработени треба да добие по 11 во просек 1000 евра. Тоа ме интересираше. Дали останува уште владата да плаќа за вработувањето? Се уште имаме обврски преземени со овие договори и ќе ги исполниме. Тоа е одговорот. Нина повели. Да, мене нешто слично ми беше прашањето, значи ако велите дека договорите на 10 години беа склучувани, така? Тоа значи ако сега скоро се некои договори склучени, сигурно уште 10 години минимум ќе има владата да прави трошоци од државни пари на да. Добро, да. Точно. Тие договори ќе бидат испочитувани. Меѓутоа, уште еднаш, ќе ги добиете податоците, ќе можете и самите да си направите подобра анализа. Јас само ќе ви повторам една работа. Од 225 милиони евра, првиот столб е 26 милиони евра. Во тие 26 милиони евра се поделени на три дела, што значи ќе ги добиете графиконите, ќе можете сами да направите анализа. 10 милиона се веќе потрошени на инфраструктура, неколку пати ви повторив. Момент да испочитуваме некој што не праша. 225 влагаат и третите? И трошоците за реклами? Да, тоа е вкупната сума, која што денеска не ви ја дадов. Сакам да се надоврзам на прашањето на Нина. Дали бе поекономично, подомакински да се раскине некој договор со инвеститорите, него да ги плаќаме за 9 години 11.500 евра едно работно место? 11.000 ствари. Нема да ги плаќаме по 11.000 евра наредните работни места. Ако направил договор пред 6 месеци? Значи 11.000 евра сме ги платиле во моментов овие 20.000 работни места кои што се во моментов. Во таа сума, значи оваа големава која што ви ја кажавме, 225 милиони евра, е заклучно со мај. Во неа влегуваат сите трошоци направени, сите до еден. Договорите кои што ги имаат се однесуваат на креирање на нови работни места и обуки. Толку. Нема инфраструктура повторно да се прави, нема да се трошат повторно пари на роад шоу, на медиуми и на други работи кои што се енормни. Сумата за која што зборувате сега конкретно, кој што ги интересира и странските компаниите на странските директни инвеститори, е прилично јасна. Тие одговорности се помали во иднината, не се од обем на овој што го имаме во моментот. Колку би чинело тогаш ново работно место без овие трошоци? Зависно од договорот што го има одредена компанија. Во моментов не би можел да ви кажам, треба да се акумулира тој податок, треба да ги имаме конечните резултати, конечните бројки, за да направиме нова проценка. Наташа, не може да биде 11.000. Тоа е просек. Колегата од Инфомакс има уште едно, ве молам да се испочитуваме. Може јас уште едно? Може. Повели Нина. Адријана, можеш ли да ги поделиш материјалите поедноставно ќе биде? Само, зошто е толку цврсто донесена одлуката да се почитуваат договорите? Дали заради, како што праша, или страф од плаќање пенали, значи тужби, или заради имиџот на земјава пред странските компании? Тоа е компилација на повеќе работи, пред се, тоа е од интерес на граѓаните на Република Македонија. Се што направи оваа влада
е да го штити интересот на граѓаните на Република Македонија преку штитење на нивните пари. Тоа е одговор. Ајде. Рековте 11.000 евра и така натака ќе ги плаќате, па нема да ги плаќате, па ова било од групната сума. Ај, ве молам, прашајте, ова го одговорив многу пати. Неам намера да влагам во дебат. За да ви го поставам прашањето. Поставете го директно прашањето. Директно прашањето. Ајде. Исто како што кажаа колегите. Дали ќе се плаќаат 11.000 евра или од 100 до 11, од 1000 до 11.000 евра по работник или нема? Пошто ако нема, значи и сега не се плаќани истите пари. Плаќани се парите, ви благодарам на прашањето, повелете со друго прашање. На кој начин се плаќани парите? Ве молам, доволно беше, ќе разговараме, ќе дебатираме во друга прилика. Ајде, повелиле. Да, на вчерашната владина седница станало збори за граничен премин Лојане. Дали може да ни појасните нешто? Ќе имаме брифинг, значи не е во текот на денешниот ден, меѓутоа наредниве денови. Среда е вообичаен ден за брифинзи после владините седници, меѓутоа денеска имавме пресконференцијата. Информацијата е во соопштението од вчерашната владина седница, ја имате, меѓутоа попрецизни информации ќе ве споделиме со сите вас на брифингот. Мислам дека ќе биде во текот на утрешниот ден, меѓутоа доколку нешто се случи да не биде брифингот, ќе ви го доставиме одговорот дополнително.